Здраво на сите! Често добивав прашања во врска со самодоверба и како успеав да се изборам и да ја дигнам на толку високо ниво и да одам без шминка и што све требаше да поминам сама или со кого и во кои тешки периоди морав сама да се изборам. Затоа решив да го снимам ова видео и едноставно да ви пружам поддршка и да ви објаснам под кои чекори јас како патував за да стигнам до ова што сум. Секогаш кога зборувам за самодоверба или пак кога ќе ме праша некој што направи девојче, како успеа во тоа, прво прашање ми е дали се сакаш себе. Бидејќи се почнува од тука. Јас сепак сметам дека доколку луѓето не се сакаат себе, не може да сакаат нити некој друг. Така што одговорот скоро секогаш што го добивав од девојките што им е тешко да се справат со својот проблем кој што го имаат, повеќето се проблемот со акните како јас што го имам, како не можат на улица да излезат без шминка, како добиваат секојдневни навреди и никој не ги прашува дали чувствуваат некоја болка, а тоа ни предизвикува на нас да тонеме и едноставно е многу тешко да можеш да се издигнеш и секогаш одговорот беше па да, јас се сакам себе си, но тоа не беше сигурно. Кога сакате да имате самодоверба и кога сакате да се борите за вас, треба да се сакате себе си цврсто. Од неодамна и сами знаете дека почнав буквално да раскажувам за целиот мој проблем што го имам. И тоа побуди доста реакции кај луѓето и доста на некој начин и мене ми помогна да можам да се опуштам и да зборувам за таа проблематика која што ја имам. И морам да кажам дека, како што кажав и претходно, не ми беше ни мене лесно на почеток кога бев и едноставно кога ќе се видав во огледало не се сакав себе, не сакав да излезам надвор, никогаш не сум излегла без шминка надвор, од кога го имам тој проблем, но во целава ситуација морам да го напоменам таде и морам да го напоменам моето семејство, што на некој начин ме трпеа и беа тука со мене, до мене, ми даваа поддршка, веруваа во тоа дека можам јас да се сменам и дека едноставно љубовта од нив ми помогна многу. Како што кажав, ова видео го снимам за да ви помогнам и се надевам дека ќе успееме заедно во тоа, да ви кажам дека да, и мене ми беше тешко и јас морав да се откажам од многу работи, морав да научам да живеам со некои работи и се додека се ставите во глава дека вие мора да се промените и дека вие сакате да имате самодоверба, дека вие сте си најважни, тогаш одиме чекор напред. Затоа во овие следни минути останете сите оние кои што сакаат да ме слушнат и кои што сакаат или пак имаат ваков проблем или некој сличен, а не знаат од која страна и како да се побараат мислење или пак се срамат едноставно да кажат дека немаат самодоверба. Во следните минути јас ќе се потрудам максимално да бидам конкретна, за да може да ме разберете што сакам да ви кажам и се надевам дека ќе ви помогнам. Затоа бидете тука и ќе кажам една реченица што секогаш ја кажувам. Љубовта со љубов се враќа. Може да започнеме. Прв чекор е тоа да имате некој до себе кој што ќе му верувате многу, кој што ќе биде во секое време тука за вас и кога ви е најтешко и кога сте најсреќни и кога сте тажни, да имате буквално рама за плачење, затоа што оние луѓе кои што имаат проблем, без разлика дали е здравствен или не, им треба некогаш некој кој што ќе биде до нив за да може да ги слуша ако ништо повеќе. За таа среќа, уствари јас го имав таде кој што до ден денеска, фала му, е тука до мене и секогаш ми дава поддршка за било што да ми треба. Затоа, заедно со него, тоа беше негова иницијатива, да кажам, седнавме на еден лист и ги запишавме моите мани и моите работи кои што јас можам, тоест моите таленти, кои што јас можам да ги направам и кои што може да ме направат друга личност и да бидам среќна. Затоа немојте да се срамите,
Побарајте помош од најблиската пријателка или мајка, татко, дечко, некој кој што ќе му верувате, ќе седнете заедно, ќе ги напишете на еден лист и секојдневно читајте ги вашите мани, ќе сватите уствари што треба да смените. Мислете позитивно за себе или зборувајте позитивно за себе. Зошто го кажувам тоа? Заради тоа што морате да сватите дека вие сте таа личност која што треба да биде среќна, вие сте таа личност која што е посебна и која што вреди едноставно и е важна. Се до моментот додека се ставите вие на првото место пред другите, вие чакорите напред. Вие одите напред кон многу повисоко ниво на самодоверба. Вие одите напред и едноставно успевате во некои работи кои што никогаш во животот не сте мислеле дека можете да успеете и едноставно ќе сватите дека за среќа и за мир е потребно многу малку. Кога ќе го имате тоа, веќе сте напред, веќе сте направиле многу голем чекор и вие сте важната личност во животот ваш. Никој друг не може да го земе вашето место и вашата енергија е најбитна. Како зрачиш, тако и привлачиш. Не за џаве го рекле тоа и останало. Бидејќи ако јас мислам позитивно за себе, не може никој да мисли негативно за мене. Или пак не може никој да мисли негативно за мене, бидејќи јас сум изградена личност и јас знам која сум. Јас знам што сум и неговите негативни мисли и негативни коментари не може да допра до мене. Пак ја кажам, јас сум изградена личност. Секој има право на свое мислење, но немојте да го слушате. И некогаш, јас можам да послушам, можам да прифатам, можам да променам нешто, можеби е за некое мое добро, но сепак јас сум таа која што јас треба да ја донесам одлуката дали е тоа добро за мене или не. Така ќе се изградите дефинитивно на многу повисоко ниво и ќе бидете многу повисоко ниво од другите. Да правите работи кои што вас ве прават среќни. Јас така уствари се одлучив да почнам да шминкам, бидејќи едноставно во себе знаев дека носам нешто што се вика уметност. И секогаш кога и пред да го знам тада и кога ми било тешко и кога сум се чувствувала самено и кога ќе сум седнала во еден ќош и си размислувам едноставно што следно и што да правам понатака со себе и на кого да верувам и на кого не и од кого да се откажам и така натака, седнував и мојата тага ја раскажував преку цртежи, бидејќи едноставно само така можеше да ми олесни и тој беше единствениот начин кај што јас можев да си ја покажам мојата емоција, иако во принцип јас сум многу емотивна личност и многу работи допираат до мене и сум човек кој што на срце си става скоро секогаш се. Тоа е нормално погрешно, но таква сум, мајка природа е тоа, човек сум на крај крајева и за тоа сметам дека работите кои што направат среќни може да ни едноставно за миг да не тргнат од негативните мисли и негативните работи кои што се случуваат во околина и кои што сакаат нели да ни наштетат. Така може да ви помогне покрај тоа да си ја најдете креативната страна во себе или да бидете едноставно исполнети од друга гледна точка. Како што јас го направив тоа со цртање, со уметност. Може би вас ќе ве прави среќна доколку денеска се дотерате, се нашминкате, отидете на фризер, отидете на шопинг или буквално правите ги работите што ве прават среќна. Напите се кафе со вистинската другарка, кажете го вашиот проблем или разговарате, затоа и никогаш немојте да се штедите, бидејќи сепак сметам дека во такви мигови треба пријателите да бидат трпеливи и да ви помогнат доколку тие го сакаат нели тоа. Следно нешто што може исто така премногу да ви помогне, а тоа е секогаш однесувајте се добро кон луѓето и никогаш немојте да чекате возврат. Заради тоа што со вашата добрина не можете на никого да наштетите и можете да легнете и да спиете безгрижно и мирно.
Одете на улица, едноставно, кој ќе видите бездомник, направете му муавет, помогнете му, прашете го нешто, насмевнете му се, бидејќи искрената насмевка која што ќе ја упатите кон некој кој што е тажен на улица или му треба едноставно, на секој човек му треба муавет, на секој човек му треба разговор и едноставно кога ќе упатите такво нешто кон некоја таква личност, многу побаво ќе се чувствувате во својата кожа бидејќи сте направиле добро дело, а тоа ништо не кошта и едноставно ќе сватите дека вие сте добра личност, вие треба да се сакате и тоа ќе ви помогне многу за да научите да се сакате себе си и да се најдете едноставно себе си на уште поголема врата која што се вика успех. Јас од кога го имав тој проблем откриено со акните и кога ми беше толку многу тешко, Тадеј ми кажа само една реченица, а тоа е дека јас го можам тоа. Јас сакам. Никогаш не реков можеби, никогаш не реков не, јас не сум храбра. Не, јас го можам тоа. Секојдневно си ја кажувам, па можеби по 5-6 пати. Некој можеби ќе рече оваа е луда што прави или зошто тоа е тоа така. Тоа може многу да ви помогне за да си ја дигнете самодовербата заради тоа што не постои нешто што не можеме ние да го направиме, доколку тоа искрено го сакаме. Затоа јас секогаш кажувам дека најдобриот пријател можеш да си бидеш сам на себе. Многу често разговарам сама со себе и тоа не е срамота, затоа што како што кажав, најдобриот пријател научете го да бидете вие. Вие сте си пријател сам на себе и вие можете најмногу да си помогнете пред некој друг да ви помогне, бидејќи све доаѓа од тука и секогаш размислувајте ги работите и од тука, но првенствено од тука, затоа што некогаш срцето греши. И кога ќе размислите подлабински, мислам дека ќе направите стварно добар чекор и ќе сватите повторно колку се сакате себе и колку сте вие уствари добра личност. Колку сте вие личност која што сака да помогне на луѓето, личност која што се сака себе си, личност која што едноставно научила да не ги слуша негативните коментари, иако ќе ги има, цел живот ќе ги има. Цел живот некој ќе се најде нешто да ви пререче или да ви напише или да ви каже, но пак ја кажам, ако тука во главата си имате ставено дека вие сте важната личност и дека вие сте на првото место, не може никој да ви го смени тоа и да ви го сруши и така ќе изградите цврсто самодовербата и едноставно ќе дојде еден ден кај што ќе се погледнете во огледало и ќе се речете зошто ова не го направив порано? Зошто ми требаше толку време да се одлучам на ваков чекор и да се ставам себе си пред било кој друг? Бидејќи, дечки, еден е животот. Животот нема реприза. Живајте го онаков како што вие мислите дека треба да го живеете и правете ги работите што вие сметате дека се правилни за вас, дека ве прават среќни. Градете една платформа, јас би рекла, од својот живот, каде што секогаш вашите цели да бидат на многу високо ниво, бидејќи кога сакам да направам нешто што или пак да земам нешто што ми е толку блиску, ќе го направам на многу полесен начин. Но доколку знам дека тоа нешто е многу далеку, ќе треба да се фокусирам на тоа и нема да имам време едноставно да се замарам со други работи и едноставно чекор по чекор стигате до тој успех, стигате до тој врв и на крај кога ќе се скачите горе по скалила кои што се многу тешки и кои што сами сте ги поминале, успехот е многу поголем и многу повидлив и многу подолготраен, отколку да некој ви го направи све како што е и вие само да стигнете. Тие што направиле све и стигнале многу брзо до врвот, многу брзо паднале доле, ама многу
многу тешко после се качуваш. Затоа може да примите поддршка, доволно е. Другото све правете го сама. Сама и никој друг. Можам да добијам, да прашам, можам да добијам мислење, но јас сум таа која што одлучува за својот живот. Следно нешто што е премногу важно според мене е да престанете да глумите жртва. Едноставно е. И да имате многу голема болка, нема да ја покажам. Јас сум храбра личност, јас сум силна личност и јас едноставно можам да се борам со се. Научете да кажете не, бидејќи тоа не може да ви донесе многу поголеми чекори и многу повеќе да одите напред без да гледате. Научете се да не гледате во минатото, т.е. да не се вртите назад. Научете се да го гледате вашиот живот и да гледате само пред себе. Затоа што така многу полесно и безгрижно ќе корите цврсто кон вашиот успех. Одбегнувајте ги незадоволните луѓе кои што секогаш се лути, намуртени, гледаат едноставно да се ситат. Како што зборевме претходно, тие се оние негативни луѓе, да кажам. И јас секогаш бегам од такви. Може би е глупо, но јас осеќам и штом видам дека станува збор за некоја таква личност, едноставно се оградувам, не коментирам и се гледам мојата работа и одам напред. На неуспехот никогаш не му се лутате. Никогаш не му кажувајте дека се лутите. Едноставно е, насмевнете му се, бидејќи тој ќе застане позади вас. Вие повторно одите напред, а одите затоа што го барате вашиот успех. Не е срамота да промените професија, не е срамота да едноставно се барате себе, но на вистински начин, бидејќи да, може би за мене збореле ова, што сега пеела, па музичко, па почнала да шминка, ногти да прави, отворила салон, па како го отворила салонот, па зошто е тоа све така, па ајде сега Инстаграм го рад. Не, дечки, јас едноставно се пронајдов себе си. Не е лошо да пробаш повеќе професии, додека не се пронајдеш, каде најмногу ти одговара. Бидејќи јас тоа го правам на чист начин или пак со чист образ станувам, со чист образ легнувам. Многу е поубаво кога ќе си направите нешто сами, отколку да чекате некој друг да ви даде или да си направите. Или да ви направи. Кажете им го секогаш на луѓето вашето мислење, бидејќи така ја подигнувате вашата самодоверба, бидејќи јас сметам дека секој човек има право на свое мислење, секој човек има право да си го каже своето мислење и да стои за тоа на што ќе го каже и да сгреши, знае да се извини. Но така може да се градите уште на повисоко ниво. Самодовербата е градење на себе, едноставно, и чекорите кои што ќе ги правите некогаш може би да се погрешни, но повторно вратете се неколку чекори наназад, да видите каде сте застанале, каде све било како што треба и одете кон друг пат. Најдете си го вашиот пат, најдете си го сами. Следно нешто е трпеливост, а тоа е според мене најтешкото нешто заради тоа што луѓето кои што се хиперактивни како мене и сакаат све наеднаш брзински да им се случи, немаат време за чекање. А тоа е многу погрешно и кога го сватив тоа и кога почнав да го применувам, сватив дека уствари работите кои што се течат и кои што треба да се трпелив, се вистинските работи и не доаѓа така лесно. Затоа тука ќе кажам уште нешто за оние девојки кои што имаат проблем со лицата. Џабе ставаме милион ствари, можеме само да се наштетиме доколку не одиме на правилно место и џабе све правиме ако ние сме нетрпеливи. На времето дајте му време, така ќе научите повторно да се сакате себе и така ќе може да дојдете до нешто што јас ќе го кажам
богатство заради тоа што трпеливите луѓе стигнуваат до успехот вака. И не приметиле како. Затоа што тоа се случува со причина. Затоа што не обрнувале толку внимание дека мора сега во секундава да се случи, туку биле трпеливи. И научете го ова. Не е воопшто тешко. Сакате се себе. Најбитно е. Вие сте вистинската личност за да можете да одите напред. Тоа ставете си го во глава, дека вие чекорите напред. Дека вие сте оние кои што се битни, важни. Дека вие се сакате. Дека вие сакате едноставно да се промените и сакате да научите, да се научите уствари себе си, да се студираш самиот себе. Кога тоа ќе го научите, едноставно се ќе се дојде во животот и знаете ни што све поминав и поминувам едноставно, сама сум тука, таде е во Германија, не сме се виделе од ноември, само на интернет комуницираме, мене не ми е лесно, но јас не му дозволувам на никој да влезе во тоа и да ја почувствува мојата тага. Едноставно, јас сум храбра личност и знам зошто сум јас сега тука и знам по кој пат сум отишла све и кои стапки и чекори и све сме направиле заедно со таде и колку пати сакал некој да не сопне, едноставно да ни уништи све, но не сме дозволиле. И фала му, уште еднаш ќе кажам на све, фала му што ме трпи и кога сум нервозна и кога сум тажна и кога едноставно не дозволувам никој да ми се приближи, тој наоѓа начин да дојде до мене и да ми пружи поддршка и фала, така ќе кажам. Се надевам дека со ова видео ви помогнав и нека ова видео ви биде мотивација да одите чекор напред. Едноставно еден ден ќе речете, да, јас се променив, јас можам, јас сакам и едноставно кога ќе се погледнете во огледало ќе си речете, фала ти Господе, што од сите тие проблеми, маки, болести и све изгради од мене ваква личност каква што сум сега. Личност која што се сака. Личност која што е смирена, која што не се нервира, која што е трпелива, која што чекори искрено и гледа напред, која што не гледа во минато, која што едноставно поминала низ многу тежок пат, што многу луѓе би се откажале, а јас стигнав веќе на крајот. Да, тогаш сте вие луѓе со самодоверба и многу работа на вашиот дух, многу работа на себе, која што не може така лесно некој да ја бутне и да ја прекине. И сватете дека се она што ви е невозможно и што ви изгледа дека никогаш не би можеле вие да го имате, ако вие зацртате и работите на тоа, ќе биде ваше и ќе биде исполнето. Затоа, дечки, секогаш легнувајте и станувајте со една реченица јас сакам, јас можам. И таа реченица нека ве води кон вашиот пат. Колку и да е тешко, се може да се среди и се може да се реши. Така да, фала ви на сите што одвоивте време и што го погледнавте ова видео. Фала ви на целата поддршка и на целата љубов што ми ја давате секојдневно. И за крај, само ќе кажам, сакајте се себе и јас ве сакам вас.